Имаше 3434 слободни места, вклучително и државното средно музичко училиште. Има 2098 завршени 9 одделенци. Дали тоа ќе значи помалку паралелки и проблеми со ангажирање на наставниот кадар? Имаме ли тука некои проблеми со отпуштање? Нема да има отпуштање, тоа го кажуваме секогаш, значи социјалниот карактер е пред се за нас. Нема да има отпуштање на наставниците, нема да има намалување на паралелките, нема да има некои мерки кои што ќе бидат насочени, што ќе ги загрозат работните места на наставниците. Тоа го реализираме веќе 4 години поред. Иако тоа делува во буџетот на намалување на средствата кои што и може да ги насочиме на други места, особено во инвестиции, но за нас е пред се наставниците и нивниот спокој. Тоа што во конкурсот има 3448 слободни места, тоа се должи на фактот дека ние сме предвидели во општинските основни училишта 100 паралелки, а конкурсот се отвора со горниот лимит, значи со 34 ученика, додека ние тежнееме да ги наполниме паралелките со долниот лимит, тоа значи со 25 ученика. И оваа наша политика продолжува и понатаму, значи што помалку ученици во една паралелка, толку по-висок квалитет и толку повеќе време за да професорите си работат со учениците и на тој начин да се работи повеќе во квалитетот на образованието. И ова ние го променивме пред 4 години, значи наместо да имаме неколку паралелки со по 34 ученика во клас, тие ги распределивме и сега да имаме по 25 ученици максимум по една паралелка. Во овој политика може да се направи само еден исклучок, само за оние насоки каде што има голем интерес, како што спомнавме во ониот медицинското училиште, каде што се исполнети со по 34 ученика, додека во другите училишта се по 25 ученика.